Евроинтеграциите на земјава, но и на регионот, според шефот на дипломатијата, се наоѓаат на пресвртница. Тој смета дека Западен Балкан добива наитност меѓу земјите членки на Унијата поради руската агресија врз Украина. За Северна Македонија во детали се разговарало на работниот појадок во Брисел, кој се одржа на маргините на Советот за надворешни работи на Унијата, на кој учествува и шефот на европската дипломатија Жозеп Борел и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи. Актуелните состојби го сменија контекстот на нашите разговори, но и на геополитичките и стратешките приоритети на европскиот континент. Нашиот диалог добива пресвртница во однос на итноста од носење на одлуки што ќе ја детерминираат европската иднина на Северна Македонија во Европската Унија, но и на целиот Западен Балкан. Унијата покажа дека знае да се обедини во историски времиња, да ги донесе вистинските одлуки, да изгради консензус. А ние покажавме дека 100% стоиме за овие одлуки. Потребен ни е брз и одлучен исчекор на нашиот евроинтегративен пат. Работниот министерски појадок го иницираше шефот на грчката дипломатија Ден Диас, кој сакал непосредно да слушне како може процесот да се динамизира. Имавме работен појадок за Западен Балкан, каде имав можност да го покана министерот за надворешни работи на Северна Македонија Бујар Османи да објасни пред Советот, пред присутните министри за надворешни работи, за тоа како може да продолжи пристапниот процес на земјите од Западен Балкан. Дел од европските министри бараат поголемо присуство на Унијата во регионот. Ќе потенцирам потребата од избегнување на можноста на префрлање на кризата кон Западен Балкан. Европската Унија мора повеќе да биде присутна во регионот. За највидлив напредок во евроинтеграциите во овој период би се сметал старт на преговори со Скопје и со Тирана, но тоа зависи од Софија и од незините услови за деблокада на процесот. Во однос на разговорите со Република Бугарија и за другите прашања, тие се водат на ниво на Министерство за надворешни работи и кога ќе има одговори, кога ќе има одредени резултати, односно документ кој што е прифатлив за двете страни, тој ќе биде споделен и со институциите и со јавноста. Со тоа сметам дека односите помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се унапредени во однос на тоа што беа претходно, дека нивото на комуникација помеѓу официјалните политичари и помеѓу официјалните институции е унапредено и навистина се одвива на ниво на европски вредности. Шефот на европската дипломатија Борел минатата седмица во Скопје Западниот Балкан го нарече стратешки регион за ЕУ, но освен поддршка не можеше да даде и ветување за скорешно отворање на преговорите за членство. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.